Решавањето на стамбеното прашање е тешка задача за секој, а посебно за социјално ранливите категории. Со реализација на проектот на владата на Република Македонија за изградба на социјални згради се помага токму на овие категории на граѓани. Во почетокот на март 2014 година беше свечено пуштена зградата со социјалните станови. Значи таму се сместија 91 семејство. Значи тоа по различен основ, значи тоа беа самохрани мајки, лица со социјален ризик, социјални ромски семејства, лица со инвалидитет. Значи тие беа категории по кои беа доделени становите. Значи имаше јавен оглас, по него се јавија повеќе околу 160 кандидати, беа избрани 91. Значи ќе требаше уште една зграда минимум за да се задоволат сите во тој момент. Инаку комуницираме со луѓето, секако тоа се наши станари со кои имаме договори и постојано сме во перманентна комуникација. Значи ние се грижиме за одржување на зградата, за наплата на киријата, така да сме во една перманентна комуникација. Убаво е што државата успеа да згрижи 91 семејство. Добитниците на социјалните станови задоволни од реализацијата. Лимонка Николова, самохрана мајка од Штип, вели дека е социјален случај од пред многу години. 7 години имам живеано под кирија со двете деца. Како? Сама сум се грижила за нив, се сама. А сега е многу по-добро кој имаш покрив над главата. За разлика кој сум била под кирија. Јас сум социјален случај пред многу години. Самохрана мајка на две деца. За разлика од претходно, сега е многу по-добро. Документи спремање, брзо се направи зградата, брзо ги доделија. Од страна на владата се е окей. Во Кочани започнаа подготвителните активности за изградбата на станови наменети за лица со социјален ризик и други ранливи категории. Ке бидат изградени 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни, кои ќе бидат наменети за социјално загрозените семејства. Најавено е дека ќе се градат социјални станови во Пробиштип и Свети Николе.